Ви благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги и колешки пратеници, медиуми, македонска јавност. Се јавив за збор заради тоа што овие два амандмани кои што ги има поднесено пратеникот од пратеничката група од Левица ја потврдуваат нивната хипокризија и лажната начална борба. Впрочем, како што дојдоа преку лажни шарени вести и протести на улица, ја продолжуваат со тоа што до ден денес не се појавуваат во собранието за вистински да аргументираат за амандманите кои што ги имаат поднесено и преферираат истите тие да ги, да речеме, објават во некој Facebook статус или евентуално некој видео на TikTok, но никако да искористат да го искористат своето право токму тука на оваа седница. Замислете, колегите, односно колегата Исмаил прво поднел еден амандман со кој што начално размислувал да покаже некоја грижа за повозрастните луѓе, па се предомислил и го повлекува амандманот, а амандманот кој што се однесува за младите, едноставно нема време да дојде, предпоставувам пишувајќи статуси, снимајќи рилови или нешто слично на Facebook и TikTok. Затоа велиме дека, впрочем, за жал, оваа пратеничка група, наместо да ги искористи сите деловнички можности кои што предстојат во собранието, особено за една ваква значајна дебата, сепак одлучува да остане само на социјалните медиуми и најверојатно и така и ќе продолжи во иднина, што за жал морам да кажам дека навистина не придонесува уште еднаш кон една демократска дебата во собранието. Кога станува збор за младите, ако навистина се грижат, денеска треба да излезат и да го кажат својот став што мислат, впрочем за тоа што кога веќе поднеле амандман за кој што не се информирале поврзано со реконструкција на студентските домови, или барем да научат, ако беа денеска присутни тука, дека впрочем реконструкцијата на студентските домови започна и тоа токму во Кузман и во Гоце, и во Стив, а истата реконструкција ќе продолжи и во останатите студентски домови, како што се и во Штип, и во Битола, и во Струмица и така натако. Би требале да знаат дека студентските домови, ученичките домови кои што ги наследивме претходно од 7 годишното владење на Социјалдемократскиот сојуз се во на катастрофални услови и дури има отворени сомнежи за криминал и корупција, што се надевам органите на прогонот ќе се ангажираат да ги процесуираат, бидејќи на крајот добро ќе слушнам на што мисли Левица и за нивниот коалиционен партнер Социјалдемократскиот сојуз и дуи за состојбите кои што ги наследивме во студентските домови и во ученичките домови. Благодарам, времето истече. Ви благодарам, председавач, завршувам. Дополнително да подсетиме дека впрочем за 16 месеци го дигитализиравме процесот на стипендирање. Ќе продолжиме со реконструкција на студентските домови. Овие денови не слушнав мислење од Левица што мислат за поддршката на студентите, за впрочем ваучерите, поддршката од владата во делот на дигитална писменост и поддршка во образовниот процес на најмладите, но еве можеби никогаш кога ќе одлучат да се појават во собранието, ќе имаме можности да размениме аргументи. Ви благодарам.